Утре ќе се знае дали ќе се скратат деновите за изолација и дали ќе има нови мерки. Деновиве по новогодишните празници, бројот на новозаразени надминува над 1000 случаи на дневна основа на ниво на цела Македонија. Во Струмица во последните 24 часа беа регистрирани нови 17 позитивни случаи на COVID-19, а вкупно има 192 активни лица. Во југоисточниот регион слична е состојбата. Во Гевгерија се регистрирани 7 нови случаи, а активни има 167. Во Радовиш 4 нови позитивни, а активни се 59 лица. Во Валандова пак има само едно позитивно лице, а активни се 49. Во Дојран има најмалку во последните 24 часа регистрирано е само едно лице, а активни се само 7 лица. И во Богданци има регистрирано нови 3 лица позитивни на COVID, а активни 37. По огромниот скок на новозаразени граѓани со коронавирусот, Комисијата за заразни болести сериозно ќе разгледува епидемиолошката состојба во земјата. На состанокот кој го свика Комисијата за заразни болести, членовите пред се ќе разговараат за деновите за изолација, односно за решенијата кои ги издава Државниот санитарен и здравствен инспекторат за лицата кои се позитивни на COVID-19. Ќе се разгледува можноста да се скрати времето на изолација за граѓаните кои се регистрирани позитивни случаи на вирусот, но можно е да се разгледуваат и некои други опции кои ќе се однесуваат на повеќе категории: вакцинирани, невакцинирани или пак асимптоматски случаи. Овие бројки со кои сега се соочуваме велат дека е директна последица на сите прослави за Нова година. До сега во земјата се направени вкупно 1.665.043 тестирања на COVID-19. Вкупната бројка на COVID диагностицирани лица во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 234.277. Бројот на оздравени пациенти е 215.852 лица. На починати е 8.042, а бројот на активни случаи изнесува 10.383.